Како да се справиш со различни типови на луѓе, особено со тешки луѓе, и никогаш повеќе да не се повлекуваш во изолација. Во видеово ќе споделам одредени спознанија и начини како лесно да се справиш со различни типови на луѓе, како да одредиш кои души се наменети за тебе, како да го заштитиш твојот интегритет и како да алкемизираш негативната енергија од тешки и токсични луѓе. Лесно е забележливо дека системски нас никој не научил како вешто да комуницираме, како да препознаваме одредени енергии, како да сме окей кога ќе разочараме некој друг, како да излеземе на крај со тешки и токсични луѓе и како да одредиме кои души се наменети за нас. Едноставно не е предвидено, животот не е предвиден сите да те сакаат. Тоа е речиси невозможно. Видеово нема да содржи никакви манипулативни техники, никакви анализи, парализи, какви се другите луѓе и така натаму и така натаму. Видеово ќе содржи реален материјал, каде што вие во моментот кога ќе се спознаете себе, ќе ја научите, ќе ја сватите собствената реакција кога сте во контакт со различни типови на луѓе. Тоа е единствениот вистински пат како ти лесно да се справиш со различни типови на карактери луѓе, особено со оние тешки и токсични луѓе. Едноставно видеово во 2 збора е наменето за сите оние што се повлекуваат, а тоа не е мал број на луѓе. Голем број на луѓе се повлекуваат настрана во своите домови, во изолација, само и само да не бидат истригирани од другите. Едноставно толку е самотијата и осаменоста како еден вид епидемија, од проста причина што луѓето немаат никакви алатки, немаат вештини да се спознаат себе зошто така реагираат кога се во контакт со одредени луѓе и зошто не можат да препознаат кои души се за нив и зошто едноставно не можат дружбата со луѓето да ја процветаат. Ние сме социјални битија и нас во основа ни се потребни луѓето. Ние сме дојдени на овој свет да соработуваме меѓусебно, да се поддржуваме меѓусебно, иако ова можеби ви звучи бајковито, но реалноста е таа. Ние без луѓе не можеме. Доколку некој од вас некој пат во животот се осеќал осамено, повлечено, изолирано, таа е една континуирана болка од која што нема некој ќар. Но кој е главниот блокатор? Што е тоа во нас кој што ни прави една блокада, зид, неможност ние да воспоставиме близок контакт со одредени луѓе? Значи, нас луѓето ни се потребни. Значи, потребна ни е дружба, потребна ни е поддршка, некогаш и планска и намерна дружба, бидејќи во спротивно само ќе останеме сами и многу наши желби ќе завршат нели во заборав. Тоа е една работа, втора работа, квалитетот на нашиот живот многу опаѓа кога сме ние осамени во изолација, кога сме во неможност ниту другар да најдеме, ниту другарка, а камоли да се оформи партнер или одредени партнерски односи. Би сакала да те прашам дали никогаш помисли дека едноставно со никој не можеш да се разбереш. Ако некој пат дојде во ситуација да едноставно дојдеш до заклучок дека едноставно никој не чини, дека луѓето не чинат, свати дека живееш во една протективна заблуда. Протективна заблуда значи сакаш да се заштитиш во изолација од другите. Осеќаш дека другите те напаѓаат,
што некој пати воопшто не е така, не е ни тоа реално. Него главниот проблем е твојата реакција на контактот со другите луѓе. Во отсуство на споделување со другите, близина со другите, поврзаност, јас не велам со сите, зборувам да се препознаат оние души кои што се наменети за нас, доколку отсуствува таков социјален круг, јас не велам да е тоа голем круг, значи може да се двајца, тројца, четворица, нели максимум на една рака, значи тоа се блиски луѓе, не можат да бидат блиски луѓе, не знам, стотина или не знам, имаме 1000 виртуелни пријатели, нема на кој да го оставиме куќето, кога одиме на одмор, нели? Не можеме да најдеме ниту еден што ќе не поддржи, значи тука автоматски станува збор дека ние имаме многу неиспроцесирани содржини, едноставно многу рани на душата, многу непроцесирана жалост и тага, која што представува едноставно блокатор, односно брана, за да може ние да воспоставиме близок контакт со друг. Зошто? Затоа што самата емотивна потиснатост, потиснати емотивни образци, ставаме ние еден протективен механизам, ѕид, каде што едноставно не пуштаме никој во нашата, да кажам, близина, не споделуваме интима, автоматски животот станува многу суров, во изолација и едноставно празен. Буквално нема квалитет, каде што вие немате размена на информации, на близина, на енергија со другите. И накратко, формулата за справување со различни типови на луѓе и општо со луѓето е многу едноставна. Моментот кога ти ќе се справиш со себе, лесно ќе се справиш со другите. Сето дека не се управуваш себе, не можеш да управуваш ни една релација, ниту близок контакт со другите. Секогаш другите ќе те тригираат, секогаш или ќе експлодираш, или ќе се повлечеш во изолација. Тоа е поради отсуство на спознание за себе си, кои се твоите реакции, што е тоа што толку те вознемирува кога си во присуство на другите. Кој момент, бидејќи верувајте, многу луѓе не се познаваат себе си и секогаш се ориентирани кон надвор, бараат нешто од надвор, одбираат луѓе некои пати што не им ни одговараат во суштина, но едноставно, да кажеме, одредени луѓе преку ласкање, преку манипулативни техники успеваат да ве придобијат за на крајот пак да се скарате, па дури и со тие луѓе. Значи, се додека не се познаваме себе си, кои ни се нашите сенки, која е нашата болка, како е нашето внатрешно дете заборавено, фрлено, како не се исцелени одредени болки, разделби, отфрлања, некои порази, ние не можеме да се управуваме себе си. Тие емотивни состојби треба едноставно да се интегрираат, за да може подоцна ние автоматски и нашиот живот да го управуваме во свесен правец, а не по случајност што ќе ни се случи. Едноставно да може да си го градиме животот по дизајн, а не да ни се повторува едно исто, а ние постојано вината за неуспешна релација со другите луѓе да ја префрламе на другите, а себе си да не можеме да се видиме. Секако дека постои добар дел од популацијата, кај која што буквално отсуствува чувство на саморефлексија. Едноставно луѓето не можат да се видат себе си, не сакаат да знаат и не сакаат да разберат едноставно ништо за себе си, бидејќи во основа самиот матрикс носи една нишка дека ние како луѓе сме мали, неважни, неспособни и така натаму. Тоа се сублиминални пораки преку образовниот систем, каде што се казнува секоја грешка, преку религиозниот систем, каде што ние имаме чувство на вина, срам и така натаму. Значи,
самиот Матрикс прави еден момент да ние се чувствуваме мали, немоќни и неспособни, што во суштина воопшто не е така. Кога еднаш човек ќе почне да се запрашува, кога ќе почне да доаѓаат прашањата, лесно се одмотува тоа клопче како ќе направат некои исцелувања луѓето. Во последно време гледам дека на вистина добар дел од популацијата работи на себе активно, чита, сака информации да дознае. Дури гледам и луѓето користат и вештачката интелигенција, што е сосема окей до некаде. Значи во тие терапевски делови, не до крај, но некои да кажам површни механизми можат да се утврдат и со користење на вештачка интелигенција. Доколку се даде, нели, добри насоки. И сега одиме на процесите, кои што ќе ни отворат една сосема нова слика за нас, еден сосема нов момент. Што всушност се случува и зошто ние сме осамени и не можеме да воспоставиме и да си создадеме квалитетен живот со другите. Првиот процес ќе ни овозможи откривање на несвесни образци кои ги имаме во нас, кои што ќе осветлат можеби некоја стара болка, некои стари рани и ќе овозможат едноставно промена на нашиот мајндсет и пристап кога сакаме да се зближиме со другите луѓе. И сега е најдобро за процесот што следи да се одвоиш во тивок амбиент, да може во мирна атмосфера да размислиш за себе, за својот живот и да се изнедат начини, нели, како тој да се збогати со повеќе луѓе, односно како да се препознаат кои души се за нас, а кои не се. И сега одиме со прашањата. Прашањето држи го во себе и дозволи само одговорот да исплива. Не го мисли одговорот, чекај го да дојде. Штом ке дојде, можеш и да го запишеш. Секогаш освестувањето на некои потиснати програми доаѓа суптилно и пополека, бидејќи нашата душа фактички шепоти. Првото прашање е: што јас подсвесно очекувам другите луѓе да ми дадат, а јас истото на себе си не си го давам? Ова е многу длабинско прашање. Само дозволи малку да го држиш во себе и прашај се себе си што подсвесно јас очекувам другите да ми го дадат, што јас на себе не си го давам. Кога некој ќе се повлече од мене, или нема да ги пресретне моите емоционални потреби, како јас реагирам? Дали осудувам? Дали критикувам? Дали експлодирам? Дали јас се повлекувам? Дали влегувам во тага? Кога некој нема да ги пресретне моите очекувања, како треба другите да се однесуваат, другиот да се однесува. Кога не ги пресретнува другиот моите емоции или моите емоционални потреби, што правам јас? Како јас реагирам? Дали експлодирам, дали се повлекувам, дали влегувам во тага? Што произведува
таа реакција кога луѓето, кога ќе се осетиш отфрлено од некој. Бидејќи другиот се повлекува, но ние го предпоставуваме причината, ние не ја знаеме точната причина, него само имаме наша реакција, предпоставка, таа се повторува предпоставка како образец, едно исто, за на крајот ти повторно да влезеш во еден ист образец. Сега бараме во кој образец ти влегуваш. Дали е гнев, дали влегуваш во тага, дали е прво гнев, па потоа влегуваш во тага, дали ти се повлекуваш во изолација, дали имаш горчина и страдаш насам. Чи, кој е тој образец? Кога чувствуваш дека тие што ти значат, некој што ти е близок, или некој што си очекувал да ги пресретне твоите емоционални потреби или било што, се повлекува, кога другата страна се повлекува. Што се случува со тебе? Кој автоматизиран програм се активира во тебе? Следното прашање е кој дел од мене се плаши да биде виден во целост? Значи, кој дел од нас ние се плашиме да се отвориме буквално? Едноставно да се отвориме за ранливост. Кој дел од нас се плаши дека ќе бидеме, ако се отвориме, дека ќе бидеме отфрлени? Кој е тој дел што се плаши од нас, ако бидеме во близок контакт, дека ќе види другиот какви сме ние на вистина, бидејќи сите имаме нели маска, ние преку маска комуницираме со другите. Ние зборуваме сега за градење на блиски релации со некој. Кој дел од тебе се плаши? Што ќе се случи ако ти се отвориш? Ако бидеш ранлива личност? Кој дел од тебе се плаши? Што ќе се случи? Следното прашање е малку подлабоко. Какво дете требаше да бидеш ти за да бидеш сакано? Какво дете требаше да бидеш ти за да бидеш сакано дете? Што требаше да правиш? Како оваа детска улога се одигрува се уште во твојот живот без разлика колку години имаш? Како оваа детска версија која требаше да бидеш ти? Какво дете требаше да бидеш ти за да бидеш прифатено, сакано? Која емоција или однесување кај другите луѓе најмногу го осудуваш? Што најмногу осудуваш? Што најмногу ти смета кај другите? Највеќе те нервира, највеќе го критикуваш. Може да е лажење, може да е придавство, може да е неверство, може да е било што. Може да е ароганција. Што е, кој емоции, кој однесување највеќе те нервира? Ако ова лесно го откриеш, ова е фактички твојата сенка и ова е делот кој што е отфрлен. Има вежби на мојата веб страница каде што работиме, вежби за работа со сенка, односно со дел кој што ние како мртов агол ние не го гледаме, а фактички го проектираме надвор на некое наше однесување, го проектираме надвор и затоа таа личност не тргира и ние не можеме едноставно не можеме да имаме квалитетен однос со другите луѓе, особено партнерски односи, бидејќи навистина немаме системско учење, немаме системско исцелување, не научил никој како вешто да комуницираме, како да соработуваме со другите, како да сме дружелюбиви, како да попуштаме. Тоа отсуствува. И не се познаваме себе си. Ние се учиме во школа непотребни работи кои што буквално се нефункционални, неупотребливи за тековниот живот на една личност. Следното прашање е каков тип на луѓе постојано привлекувам? Каков тип на луѓе постојано привлекувам? Со какви се дружам јас? Може да се случи
едноставно да сите односи се површински и да се сите тие луѓе некои минливи. Може и тоа да се случи. Зошто привлекувам луѓе кои што кратко остануваат во мојот живот? Значи, некои површни контакти. И зошто се осудувам на таква духовна, внатрешна, емоционална сиромаштија? Дозволи сами да доаѓаат одговорите, убаво би било да се запишат, потоцна да се навратиш на нив. И одиме на следниот процес. Следниот процес е кои две маски вообичаено ги користам во комуникација со другите луѓе. Може би имаш и повеќе, но еве да речеме, кои се две главни маски кои што ги користиш, сите имаме маска, тоа не постои личност, мораш да имаш маска, бидејќи матрицата, нели, нас ни вели имаме одреден кодекс на однесување и ние треба некако да се однесуваме во било какво опкружување. Каков тип на маска имаме изградено, кои два типа ги користиме, кои два типа на маска ги користиме во комуникација со другите луѓе. Значи, сите овие механизми се толку многу напластени што едноставно ние не можеме туку така лесно да дојдеме зошто немаме добри партнерски односи или зошто имаме социјална анксиозност или зошто не сме блиски со одредени луѓе или зошто некои луѓе си заминуваат од нашиот живот, некои си заминуваат и без поздрав. Зошто се случува тоа? Значи, што е тоа во нас што да рефлектира на. Од што ме штити оваа маска и која цена ја плаќам што ја носам оваа маска? Која цена ја плаќам што ја носам оваа маска? Колку таа маска ме чини, колку пријателства и блиски луѓе или може би заминале, може би некои пријателства се скршиле, може би некои недоразбирања настанале од незнаење и така натаму. И сега одиме на следниот процес. Нашето внатрешно дете повика ја твојата детска верзија и дозволи да се појави детето во тебе, затвори ги очите и небитно на која возраст е, само повикај го да дојде. И може да се појави на било која возраст, може да има 2 години, 3, 5, 7, небитно, само дозволи, повикај го внатрешното дете твое, детската верзија твоја, која што постои во секој еден човек. Таа е нормално детска верзија, мултидимензионална, но овде го повикуваме она дете, онаа детска верзија, која што фактички не и се пресретнати одредени емоционални потреби. Дозволи да се појави оваа детска верзија пред тебе сега, да добие форма, лик. Види во каква емоционална состојба ова внатрешно твое дете се појавува. Кои емоции му се отчитуваат на лицето? Како е облечено, во кој амбиент се наоѓа? Дали е сериозно, дали е уплакано, дали е радосно? Било која верзија да се појави е окей. И држи ги очите затворени и прашај го ова твое внатрешно дете. Што ти требаше најмногу од другите, а тоа не го доби? Што се плашиш дека ќе се случи ако некој премногу блиско ти се приближи? Кога прв пат се почувствува дека не си вредно дете за љубов, дека не си вредна за сакање. Сите овие вежби би требало да придонесат да се видат твоите реални потреби, да се види оној емоционален товар кој што не е испроцесиран, тежи,
Верува и ослободување од емоционалниот товар што го носиш на себе овозможува здравје. Навистина не е нормално возрастна личност да не е мудра. Навистина не е нормално возрастна личност да е болна, затоа што ние кога ќе се ослободиме од овој емоционален товар, од оваа жал, од сето она што ни тежи на душата, ние ќе се ослободиме од многу здравствени проблеми. Навистина работата на себе, на нашиот ум, емоции, дух и тело, секако дека треба и на телото, значи вежбање, здрава храна, но работата на емоциите и на умот е, верувајте, нешто најдоброто што би можеле да го направите за себе и вашето здравје, бидејќи сите овие модерни болести во смисол на автоимуна болест, висок крвен притисок, дијабет и се што е ново, едноставно не постоело пред 5-60 години. Овие пола или 80% од овие модерни болести едноставно не постоеле пред само 50 години. Значи, нешто во нашиот живот не е окей, нешто во матрицата, во системски не е окей. Ние тоа мора да го препознаеме, дека изолацијата и вредностите на матрицата се фактички погрешни и самиот матрикс е подесен за ненормално животно темпо, за едно преживување каде што луѓето не комуницираат, само преживуваат. Едноставно не е матрицата подесена за божествени битија како нас, туку е наменета за машини. Се надевам дека овие спознанија ќе направат некои освестувања кај вас, автоматски ќе придонесе некаква мудрост, да вашите животни одлуки станат сосема поразлични, бидејќи кога ќе свати секој дека колективот страда, а не само личности. Се сведува на некаква лична болка. Да, тој таму не му е добро, на тој таму не му е добро, дека тоа се само поединци. Не. Овде станува збор за една системско и колективно страдање. Се надевам дека вежбиве и видеово придонесоа за некои спознанија. И мојата намера е токму таа. Овие спознанија да ги употребите реално во вашиот живот. Овие спознанија реално да ги употребиш во твојот живот и да донесеш поинаква, помудра, покреативна, посочувствителна одлука за себе и за тие околу тебе. И едноставно животот во изолација да прекине, да започне соработка меѓу луѓето. Тоа е едноставно момент кој што навистина го прави животот неверојатно богат. Ќе продолжам и понатаму со вакви слични видеа кои што ќе придонесат за освестување на лошо програмирање на општеството. Ќе продолжам и понатаму да споделувам со вас се она што мене ми помогна. Доколку имате прашања, коментари, слободно пишете ми во коментар, јас ќе обрнам внимание. Имате мноштво материјали на мојата веб страна бесплатно. Имате бесплатен електронски курс со работилница, каде што работите буквално еден на еден со мене. Се она што може да ви помогне стартно, за да може да излеземе од некаков механизам на преживување кон свесно креирање дизајн на нашиот живот. Секако тие што сакат повеќе да работат на себе, постои платена верзија. Тоа е повеќе часовен програм со навистина многу длабоки процеси, каде што вие платената верзија гледате во слободно време и во комфорот на вашиот дом. Се надевам дека ќе помогне сето ова што споделувам, бидејќи е пробано на многу клиенти, пробано од моја страна и навистина ефикасноста е неверојатна. Процесите можете повторно да си ги поминете во слободно време, доколку сега не успеавте
да дојдете до некои одговори. Зачувајте го видеото и навраќајте му се, за да може малку да спознаете од каде доаѓа тоа тригерирање, од каде доаѓа таа неможност да сме блиски со другите луѓе. Оваа тема ќе обработам и во наредните некои народни видеа, така да се гледаме во следното видео.